На 3 октомври 1995 година, во 9 часот и 50 минути, со автомобил бомба пред хотел Бристол беше извршен атентат врз првиот председател на Република Македонија, Киро Глигоров. Глигоров го преживеа атентатот, но се здоби со тешки повреди на главата и лузна која што ја носеше остатокот од својот живот. На местото на атентатот загина неговиот возач, Александар Спировски, а беше повреден телохранителот Илчо Теовски. Почина и случаен минувач, пензионерот Христо Хаджиманов. И по 30 години остана непознато кој стоел зад атентатот, а истражната постапка која што се води против непознат сторител се уште е отворена. Од денес се прогласува граѓанска непослушност. Господјата Сонја Николовска да ги објави имињата на оние кои ги ограбија нашите пари, им се одземат пасошите и да одат таму каде што му е местото, во затвор. На 7 март 1997 година излезе на виделина аферата ТАТ, која се смета за најголема пирамидална финансиска измама во историјата на Македонија. Во аферата биле оштетени над 13.000 граѓани, во износ од над 60 милиони евра. Се смета дека над 100 самоубиства се директна последица од мистериозното пропаѓање на штедилницата ТАТ. Отворена е стечајна постапка која после 28 години се уште трае и го зазема местото на најдолготрајната стечајна постапка во Македонија. Од сите учесници во аферата осудена беше само Сонја Николовска на 3,5 години затвор за даночно затајување. И по 28 години се уште не се дозна кои беа видните политичари, судии, адвокати, владици, министри, пратеници, стечајни управници, инспектори, началници кои се наоѓаа во тетратките на собственичката Сонја Николовска, кои добивале привилегирани камати и фиктивни заеми, што подосна ги вложуваа во штедилницата како своји штедни влогови. Идите долу! Лежи! Лежи долу! Лежи! Лежи долу! На 9 и 10 мај 2015 година, во полициска акција за разбивање на вооружена терористичка група во кумановската населба Диво населје, животот го загубија 8 припадници на специјалните единици на македонската полиција. Беа повредени дури 37 други полицајци. На страната на терористите на лице место биле пронајдени 14 мртви тела во униформи, чиј идентитет се уште не е познат. Од 37 обвинети за тероризам, 33 луѓе беа осудени, а 4 лица добија ослободителна пресуда. За 7 беше изречена казна до животен затвор. Косово ги награди со 290.000 евра семејствата на осудените и загинатите. Дополнително бараше екстрадиција на нивните државјани. Осудените терористи од Идризово се вклучуваа во живо на косовски телевизии. Никој не откри како терористите влегле на територијата на Македонија. Ниту некој одговараше за некаков пропуст. На 31 декември 2005 година, за време на новогодишниот дочек на плоштад Македонија во Скопје, застрелана е 19-годишната Наташа Кметовска. Кратко по инцидентот таа го губи својот живот. Докторот во болницата ја испратил дома со објаснување дека ја погодила петарда. Зрното од куршумот останало во нејзиното тело, а болничкиот персонал и докторите продолжиле да слават Нова година. За време на судскиот процес лекарите тврдат дека на рентген снимките не виделе никакво зрно, иако обдукцијата покажала дека такво зрно е причината за смртта. Кметовска се пожалила на проблеми со стомакот, а двајца лекари тврделе дека тоа биле болки од слепо црево или од менструален циклус. Никој ништо не презема, ниту подетално ја испитува, а силните болки на Наташа продолжуваат. Абдоменалниот доктор Антевски повторно ја презема, и како што тврдеше во текот на судењето, тој мислел дека е хистерична реакција или само проблем со дишењето. Ништо не презема и заминал на тешка операција. А во меѓувреме Кметовска починала. Двајцата доктори на крај добиваат ослободителна пресуда. Еден лекар доби условна казна затвор од 3 години, но никој не откри и не поведа постапка кој ја уби Наташа, кој пукал и кој дозволил да се пука. На 28 август 1999 година, во сообраќајна несреќа загинаа министерот Радован Стојковски, неговата сопруга Румена, ќерката Деспина и возачот на автомобилот. Трагедијата се случи на автопатот Скопје-Велес, кога кај Катланово возило со норвешки мировници на НАТО возело во спротивен правец. Возачот,
норвешки поручник кој ја предизвика несреќата. Во Осло е осуден на 6 месеци условена казна затвор. Од страна на нашата држава не доби никаква санкција.